Пари нема до крајот на месецот, а штедењето е речиси невозможна мисија. Граѓаните се соочуваат со високи цени и празни паричници. Буџетот едва стигнува за храна, лекови и сметки, а светскиот ден на штедењето само го потсетува народот на реалноста. Тешко се преживува со високите цени. Нема шанса. Тие што имат големи примања може, а иначе ние пензионерите со овие најмали пензии нема шанса. Тоа не знам што ќе се прави, викам однапред со земеме 2000 идеме у продавница, пазареме, поминеме месецо. Сега 15 суват. И тоа е најмизерно што може да биде. Облека нема шанса. У куќа нешто да се купе, не само храничката и давачките и апчињата. Не верувам. Ја мислам дека не може. Па зависи, како домаќински се работи, така ќе заштедеш. Снаоѓаме се некако. Тоа нема што да кажам. Но од друга страна, оние кои што и денес заштедуваат велат дека ако се води ЕСАП се може. Бољери и перални вклучуваат на ефтина струја, а грејењето е на дрва. Во кафеја на речиси никогаш. Може, зашто да не? Како? Па зависи ако не оду кафана секаде. Друго? Па непотребни трошкови. И ќе заштедиш на ефтината струја. Ќе уклучиш, ќе се избавиш. И перење. И перење. Иако денес се одбележува светскиот ден на штедењето, за многумина штедењето останува предизвик во секојдневието. Граѓаните велат дека се обидуваат внимателно да ги планираат трошоците и да се снајдат со она што го имаат. Денот на штедењето е потсетник дека внимателното управување со буџетот, колку и да е тешко, може да донесе поголема сигурност во иднина.